Во Свети Николе годинава ќе се случи градежна експлозија, бидејќи предстојат многу проекти и 2 милиони евра инвестиции, најави градоначалникот Дејан Владев, промовирајќи ја речиси изградената улица Живко Чинго, каде присутен беше и премиерот Христијан Мицкоски. Во претходниот период е спроведена комплетна спроведување на канализација и атмосферска мрежа, а веќе гледате дека е пред фаза на реализација, односно асфалтирање. Инаку вредноста на овој проект е околу 5 милиони денари со средства обезбедени од Министерството на локална самоуправа и владата на Република Македонија. Кои се плановите на општината? Значи, општина Свети Николе оваа година доби околу 2 милиони евра за проекти. Има аплицирано и ќе аплицира во наредниот период за околу 5-16 проекти, кои што ќе бидат за и во градот и во селата, значи асфалтирање на улици, изградба на мостови, изградба на сооблекувални, сали и така натаму, а исто со сопствени средства ќе бидат реализирани плюс десетни проекти, така што може да најавам дека 2025 година на база на инвестиции и градби ќе биде како никогаш досега. Мицкоски потенцираше дека парите од унгарскиот кредит ќе бидат решение за многу граѓански проблеми. Да поминеме и неколку проекти кои што и локалната самоуправа, но и владата заеднички ги финансираат за Свети Николчани и цениме дека со овој вториот повик кој што сега самиот градоначалник кажа дека нешто повеќе од 2 милиони евра ќе бидат на располагање. Голем дел од потребите кои што во минатото не биле решени за Свети Николчани ќе бидат сега решени. Денес во Свети Николе во употреба беше пуштена и балон салата, како еден од важните проекти за граѓаните.